Денес Летово е најтажното место. Се погребуваат трите вчерашни жртви и нивниот убиец. 4 ковчези на едно место, таму досега не видел никој, зашто овде годишно умираат по 6 Едноставно, Летово е потресено. Не смо ни усънсанували овој дека ќе биде. Тешко, голема тешкотија. Многу голем проблем овај. Не се гледа, не се живее у селото. Тешко многу. Деца ово не беше случило. Не се смирува ни со апове, ни со ништо не смирува. Многу трагедијата е голема, многу жртви, многу тешко не се живее. Од тука погребните поворки ги испразнија сите куќи и сите патишта водеа кон гробиштата. Во исто време и на различни места беа погребани трите жртви. Инспекторот Методи Димитровски, Јана и Иле Михајловски, родители на бившата жена на Драган. Гледката беше траорна, а болката најави долго присуство. Тешко да го забравимо за наш век. Потресени смо до коска више. Немаме надеж на ништо. Немamo надеж на ништо, виш. Еден на друг не се знае ништо на овај век, што се работи, што се не работи, не знаемо. Паралелно погреб беше организиран и за убиецот Драган Манаилов. Многу луѓе, но поинаков православен погреб за самоубиецот. Иако од трагедијата до погребот поминаа 30 часа, нови детали речиси нема. Се прераскажува случајот само со некоја мала пикантерија која никако не ја менува суштината. Драган Манаилов уби тројца поради љубомора, а потоа самиот си го одзеде животот со бесење. 2 малолетни деца остануваат без татко и со траума која ќе ја носат за секогаш.